На Македонија наутро, утрово се наоѓа во храмот посветен на Пресвета Богородица. Тука со отец Игор Калпаковски ќе разговараме за традицијата, обичаите и значењето на празникот Василица или кај православните христијани Стара Нова година. Отец Игор, добро утро, добре дојдовте во Македонија наутро и нека е за многу години денешниот празник. Добро утро на вас и на сите гледачи на вашата телевизија, на утринската програма. За почеток на нашиот разговор, ајде да зборуваме малку повеќе за тоа кое е значењето на денешниот празник Василица. Кој бил Свети Васили? Во народот останато како Василица станува збор за прославување на еден од големите отци на црквата, кој живеел и действувал во 4. век во Кападокија. Тоа и денеска Кападокија се вика во Турција, сега во Мала Азија. Главниот град на Кападокија Цезарија или Кесарија, и затоа се нарекува Свети Васили Кесариски, инаку и по потекло од тој град човекот. Еден од големите отци на црквата, како теолог, како писател, но исто така и како практикувач на христијанските доблести. Со него е врзано особено нагласувањето на милосрдието во црквата, која произлегува од љубовта сватена во христијанска смисла како љубов не кон конкретен човек, не заради интерес, туку љубов кон сите луѓе, особено кон тие што се немокни. Така што станува збор за еден голем пример во црквата, кој што одлично се вклупува во ова божикно, да речем, во овој божикен период и се вклопува со прославата на новата година по стариот календар, нели, по јулијанскиот. Отец Игор, често во меѓународот има дилема за тоа кога се крши лепче со паричка, дали на Бадник или на Василица. Што вели црквата, како е правилно? Вака, видите сега, не постои некое правило во црквата за тоа како се крши лепче со паричка. Меѓутоа, пред малку спомнав дека станува збор за божикните празнувања. Фактички ова е некој продолжеток и ќе заврши со богојавление. Во тој период, воопшто во човештвото има, да речам, многу прослави, се разбира пред христијанството се пагански. И до ден денес кај нас има многу повеќе традиции, која станува збор за традиции за Василица и Василичкиот период, периодот на Василица и Нова година. Има многу повеќе пагански традиции во народот отколку христијански. Меѓутоа, добро е да се доживе, тоа е малку артифицијална, малку вештачка таа расправа, колку да има расправа, нели, дали на Бадник, дали на ова Нова година, на Василица. Може би, да речеме, според некои, како да ги наречам, според некоја логика на последователност, може би е по-добро да се прави лепче и да се крши лепчето на Василица. Меѓутоа, во народот си има во одредени региони во Македонија, например во Скопје, си е останато тоа за Бадник да се крши лепче, со тоа што се разликува лепчето. А други региони, например, Прилеп, Битола, па тие прават за Василица. И сега, како да речам, да не паднеме на тоа локално ниво, се да се расправаат прилепчани и битолчани, која прават традиција. Добри се и двете, бидејќи се вклучени во божикниот период и се одлични и двете како пракси. А може да ќе кажеме и нешто повеќе и за тоа. Во текот на вчерашниот ден, навистина, пекарниците во Битола, во Прилеп имале полни раце работа, верувам и тоа и
во текот на денешниот ден ќе биде. Отец Игор, каква е традицијата на празнување? Какви се обичаите кај македонскиот народ за празнување на овој празник? Божикните пусти завршија, сега веќе може и да се јаде и мрсна храна. Како се празнува денешниот празник? Да. Значи, пак ќе кажам, веќе сме влезени во еден период празничен, кој што почнува од Божик и завршува со дента пред Богојавление. Што значи, тоа трае околу приближно некаде 2 недели и во тој период нема ни постни денови. Средите петоците кои се стандардно постни денови, не се постни денови заради тоа што целиот овој период е празничен, што значи дека и ова денеска се надополнува празнувањето на Свети Василий и прославувањето на новата година. Вие сте свесни дека да речам, овој официјален државен, или да го наречам григоријански, или да го наречам западен, како сакате календар, веќе ја прославивме новата година и ја прославивме на начин на кој што нели сме навикнати да ја славиме. Меѓутоа, тоа е малку одвоено од праксата и од обичаите кои биле стандардни тука. Многу е убаво да се слави почетокот на годината со примерот на Свети Василий, заради тоа што, еве ви кажувам, станува збор за еден човек кој особено е истакнат во покажување на грижа за немокните, за бедните. Дури во негово време познато е дека има изградено еден комплекс наречено Василијада по неговото име, комплекс на кој што содржал кујна за бедните, кој што содржал место за луѓе кои што ќе се патници вака па да може да преспијат, кој што содржал болнички дел како грижа за болни, дури за терминално болни, и е специфичен во тоа и е убаво кога, да речеме, тука затоа велам, тука го нагласувам тоа со паричката, дека е добро да би било исто така е убаво да е на Стара Нова година, заради тоа што со паѓањето на паричката тоа се доживува некако среќа за годината, туку како благослов од Бога за дадената личност за наредната година, во текот на целата година, и се врзува со Свети Василий, кој во овој случај, он е тој што ги носи даровите, нели Дедо Мраз. Така. А за нас граѓаните останува да го следиме примерот на Свети Василий за меѓусебна грижа, милосрдие, но и солидарност, особено во време на тешкоти. Отец Игор, ви благодарам што утрово бевте дел од Македонија наутро и што ни објаснивте за значењето на празникот Василица, за традицијата и обичаите на празнување, и нека е честит денешниот празник. Нека е честит овој празник, нека си го продолжат празнувањето луѓето. Значи, нека бидат свесни дека од Божик почнува големото славење во Црквата Божја и еве продолжува на овој празник и со прославувањето на новата година по стариот календар, на Свети Василий Велики, и се завршува како кулминација со Богојавление, со водеци. Нека им е честито овој празник и сите празници на христијаните православни во Македонија и секаде. Ви благодарам. Со отец Игор Калпаковски зборувавме за празнувањето на празникот Василица, традицијата, обичаите, но и значењето на светецот Василий Велики.